Здравейте, бе, Азис! Добро, одлично, нели, а? Како сте убежбани? Благодарам и за овој, како се вика, несебичен аплауз од оваа прекрасна публика, платена, скапо платена со потта на вечерашни 5 уметника на естрадата на Република Македонија. Христос воскресе уште еднаш 40 дена треба тој поздрав да го користиме и 40 дена се фарбаат или вапцаат јајца и се кршат јајца, искрено да ви кажам. Порасна продажбата на тоалет папирот во државата, затоа што ова со јајцава е убитачно. Однела на салмонела. Смрди ме на сумпур цел град, брат. На сумпур смрди цел град. Брат, се плашам да джитнам пикавец у канализација. Одлета пола Скопје. Тој комшани на мимоза, одма. Да не отидеш у парк да се искењаш ко мимоза. Не можеш да гадиш по паркот наш, бе, брат. Од љушпи. Таман. Време да ги представам вечерашниве мои гости. Тоа се два музичара и еден мој колега, актер, Кербер и Дејви и мојот колега Рубен Смуратовски. Може еден скромен аплауз самите себе си, а и овие прекрасна публика од околу што ја гледат. Ќе почнеме со Рубен Смуратовски, не затоа што е во центарот овдека на Троседот, туку затоа што е во центарот на вниманието во моментот во Македонија и тоа можеби не планирајќи, брате, преку својот глас. Тебе ти се погоди Али Кемал, гласот на Али Кемал и уште дузина други покрај Али Кемал, нели, бебиња. Имаме фамозен податок дека имаш стигнато да надсинхронизираш и жена, така? Имам два пати кажа. Добар ден. Жена. И мислам дека имаш поздравено 6 лика во излез на хотел. Пријатно. Мислам дека сам ги имаш направено. Тука те фатив жив. Монодрама. Тоа е тоа што се случува. Како го доживуваш тоа? Шехерзад, како прожива тоа? Прво, навистина ми е многу драго што почна да се надсинхронизира, затоа што имаше на почеток многу луѓе кои што не сакаа да се надсинхронизира. Зашто сега да се надсинхронизира, да слушаме во оригинал? Меѓутоа, покрај тоа што е прво и основно национална стратегија, да го овој народ треба да почне да го слуша својот јазик, да прво, го сочува, за да го сака. Ако го слушаш, го сакаш својот јазик. Најважно е тоа дека ќе го слушаат јазикот свој. Да. И ќе си го засакаат. Конечно, редно е после 2500 години да си го засакаме својот јазик. Да прифатиме дека некои сцени звучат и на македонски. Јас знаев дека ќе биде, значи ја се вратам на првото тоа што го кажа, знаев дека ќе биде многу популарно, ама искрено до ова дередже не сметам. Добро, се случува некогаш за гледани нешто у каса и викаш дајте ми те кути. Не знам ова и она. Али Кемал. Тоа е страшно. Значи ќе направиш, да речеме, 5 главни брилјантни деца нонстоп. Еј, значи рекордер, човече. Али Кемал, знаеш онаа реклама што имаат овие што ја увеле струјата у Македонија. Не знам како се вика. Австријанците која донесоа пред 100 години. Да. Имаат една реклама, баба ми може да зарази 100 души со сифилис за 2 часа. Дедо ми може да прдне у труба и да извади звук 5 пати во текот на денот. И Али Кемал може за 40 епизоди да направи 4 деца, брат. Он е бољи од Чак Норис. Одлично. Сва среќа на Прилеп ова фусун што ја изчистија таму, не може да раѓа више жена. Не. Кој? Ке ја отруеш? Во Прилеп имало човек кој што работел, не знам, бирократија, не знам што на не знам што, и го викале Али Кемал. И зошто го викате Али Кемал? Абе, со жената се разведе, па сега со друга прави дете, и така го викале. Веро, знаеш ли ти мене, музика колко ме малтретирала у животу? Мене, музичко ми бидеше слабо, бро. Луи ли ти предаваше? Витон. Илија. Ти беше класа, бро. Класа ми беше по балет. Мене Трубо ми предаваше. Рибарскиот 10 класа после мене. Да ти кажу за музику. И јас живеше у едно диву населбу такој. Знаеш како позади град. На Бевели Хилс. Позади град. И доаѓаше еден ебач на едну комшику. С години се клече сва, Веро. С години муж во Либију, овој куде њума. Веро искачаш од камера. Кој ли у Русију беше, не знам, измешала сам ги прича. И Веро, он доаѓа и шифру си има, знаеш. Он ке дојде и под прозора њума кукуру куку. И овај ки искочи Палома.
И тако едно време, ама знаеш што, идење, па пукнава ми го пично жилове. Значи сваки други вечер, ку, палома, и овај си пати нога е бачо. И отиде с снега, разбираш, овој дојде пред тој малечак, легна унутра, и овој доваѓа певац, пепал, Пицом певац. и на врат под прозор застана и вика ку, палома. Ти ништо, овај унутра плаче малечак. Па ку, палома, и мене едно време да тој викам кур, руке па дома. Čudna žena beše, vera se kajne apart me tere. Да го представим и нашиот втор гостин, а тоа е Кербер. Минатата година беше со Гангста Оро на Евровизија, оваа година настапи Со соло Чорбаджија. варијанта, така? И песната се викаше Чорбаджија. Чорбаджија. Исто нешто таков сличен стил, рап, повеќе рап, би рекол. Соетно. Си остани, значи, стилот секојаш ист. Тоа не го менуваш. Како после сега, откако се спласна сите прашинчишта за таа манифестацииште, тоа цел свет што се сврте, имаше ли некоја дубара, мислиш, околу сето ова? 108 гласа имав. 108 гласа. Од колку? Од 2 милиона. 200 тони ме пушти, ти Од 200 70 присутни во салата, вечерта беше препуну салата, тоа сите видовме, така? Море живито да ли го види. Едва и Леле, даркер, панкер, да више не еден. си идат луѓето, онака беше на крај драги столчиња, а сега да го прогласиме победникот, картите нека аплаудираат. Одлична организација, нели тоа сега што ви кажа? Секоја вечер, мислам дека беше различно. Различно, Да. така, да не може да се намести, така. Така, Од лани имав одлично искуство, значи дружба со пејачиве. Има таму, значи, дојдени глумци, секакви личности. И јас бев. И ти беше во публиката. За скитани има Заскитани. многу накурчени. Дружба, повеќе за тоа. Зошто се обидуваш на Евровизија да отидеш? Како промоција, значи Промоција, така. убав почеток. Што би сменил на таа манифестација? Што мислиш дека има многу таму? Само едно нешто. Песната да ја одбери публиката. Така? Да, а ова година не ја одбери публиката, значи жирито. Кај беше дубарата, ми кажа 180 гласа има од публиката и 108. 108. И Да. тоа значи дека кај е дубарата, кај е измамата. Кај е далаверата? измамата 300. Дали е можно цел народ во Македонија да Само собере само 108. 108? Да. Сигурно Ко дека само имаш тие прават, само мојата фамилија. 300 пријатели, имаш и фамилија, најмалку 500 сигурно. И картички плюс што Што имам купено, поделено, значи да. 108 И тие тоа валја прави, се собрале. дават картички, така? Да. Колку джитна, брат? 9, 10 бона да Уште, застана. Доста. 15.000. За 15.000 се прави представа, мајко. Кажи. ме. Да е баш едно ги бача со шифре. Те кога беше на него. Кур, параче. Француска песма тај. Кур, палама. Па не е безобразно, вера кај ќе гаеш на странски. Да. Дална кур. Дална дик. Only соте. Ген one dick. Само за песма да ставиш. Ти си наручувала тој у Америка кога си бил. Он вибратор. Бите. Он нјујоршки. Ду вибратор. Како се вика тој на амерички? Он вибратор. Čudna žena beše, vera se kajne apart me tere. И нашиот трет гостин, тоа е исто рапер од Прилеп, Дейви. Дейви е исто уметничко име или е тоа твое вистинско име? Вистинско име. Вистинско име. Дейви Фатијат звезда, тоа беше Ден. Дейви беше Дейви точно Дейви. Фатијат звездата сина. Исто колку време екзистираш на сценава музичка? Тутка е 2002 година. 2002 година. Ова песнава за педериве е твоја песна, така? Да, моја песна. И тоа е дело на македонски синови, така се нарекува тоа. Да, па, значи јас сум Тоа е заедно. своето. И ова испадна како некој кик, така македонски синови да се сврти внимание, нели? За жал е благодарение кај тебе можам прв пат да зборувам значи за истава песна и да така да се направи мојот или да ја испромовираме на некој начин. Да. Доста ги имав обиди, значи имам и снимено и спот за незе. И ти велам дека единствено вие ми изгледавте во пресрет и тоа е тоа. Ние си сакаме така луѓе што пеат за педери. Добро, вака, да прашам, во Прилеп има педери? Има стари педери како прегам. Возрастни, разбираш. Ама нема нови, нема нови, Се така. педери, така од времето на Тито, така уште. Да, се да, од педери, тогаш ти се тие педери, да. Пионери педери.